Камерата му е продолжение на окото, на чувството и на професионализмот. Веќе 30 години гледа низ објективот, а тоа што ќе го сними останува. И не го интересира вашата добра страна, туку вистинската. Време е за вистинската страна на Аслан Вишко. Камерата не поростува лажна енергија, да знаете. Зад објективот сум јас свој, а пред објективот е туѓо, не сум јас тој. Знаеш како, левата и десната рака се снимателот и новинарот. И тоа е една целина. Ако никој не е поголем, двете раце се исти, никој не е поголем. Ако се заедно, тогаш успехот е неминовен. Знаеш што, јас имав среќа што сум работел со 3 категории новинари. Новинари кои што прошле низ филтри, новинари и нека ми простат со честни исклучоци, новинари носачи на микрофони. Сега, тие сите заедно, односно новинариве денешни треба да излезат во чаршија, треба да излезат да се прошетаат. Google новинарство не е новинарство. Едукацијата е главната таа која што снимателот ќе го донесе на заслужената и потребна позиција. Едно мора да се свати, дека камерата е инструмент, а овдека срцето е диригентот. Камерата ќе рече дека овој типов ме носеше по сва и свашта, секаде и по дождови и по снегови. Ама на крај сигурен сум дека таа камера таму што ме гледа, ако постои нешто ќе ме гушне, затоа што сме снимиле стварно многу бај работи. Аголот можеш да го поправиш, меѓутоа инстинктот или го имаш во тебе, или го немаш во тебе. Значи инстинктот е примарен. Најголем успех, на некој начин секој снимен кат кој што е измонтиран, само по себе е успех, затоа што тој е веќе прикажан. За жал, последниот кадар ми беше Кочани и камерата на рамо ми беше како ѓуле тешка. Тогаш многу се прашував што јас барам уствари тука и дали мене местото на вистина ми е тука. Кочани, дури ни птиците не пееа, се слушаше и од камењата некој лелек. Во главном се памтат добрите политичари. Лошите политичари ги памтиме по кило гел на главата, ги памтиме по шпиц кондурите и тесните ногавици, а незаборавен е Борис Трајковски, незаборавен е Талат Џафери, меѓутоа би го издвоил тука секако Венко Филипчи.